Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. В името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, Христос се преобрази. Вистина се преобрази. Христос се преобрази. Вистина се преобрази. Христос се преобрази. Вистина се преобрази. Откако Христос Бог се крсти во водите јордански, во присуство на Бог Отецот и неговото громогласно сведочење дека се крштева Синот негов еднороден и Духот Свет, кој што во вид на волап ни го откри Христос како Христос. И без кој што и денеска, браќи и сестри, ниту еден од нас не може до автентичниот лик Христов да стигне без дејството на Светиот и животворен Дух. Христос ја започна својата проповед. Ја проповедаше вистината за троичниот Бог, вистината за човекот и вистината за светот, за нивното спасение. И тоа го правеше безпоштедно се разли. Не знаеки за сон и не имајќи кров над главата. Не дојдов за да ми служите, туку за да ви служам. Во таа смисла Христос ги помина останатите 3 години од својот историски живот. Но во последната година, во 3-та година од својата проповед, окружен од своите свети ученици, многу често зборуваше за она што предстои, за неговите страданија, понижувања, за неговото распетие, за неговото убиство на крстот, за погребението, но и за воскресението, односно за победата на животот над смртта. Учениците го слуша и не го разбира што точно сака, нивниот сакан учител да им каже. Знаеки дека многу нешта од тоа што ќе му се случува, може да ја поколебаат верата на неговите ученици, да видат ранети од маките што Христос ке ги трпи пред очите нивни, понижувањата што ке ги поднесува за наше спасение и за спасението на светот. На денешен ден Христос реши да им даде утеха, да им открие дел од својата божествена слава. Недопирлива, непоимлива, за гносеолошките инструменти на човечката природа. Како што пееме во денешниот тропар, поетска химна за денешниот празник, им се даде да го видат онолку колку што може. Чувајќи им ја нивната екзистенција, да не примат повеќе од што може и со тоа да го загрозат својот живот и своето постоење. Затоа, на денешен ден, Христос ги повика тројцата апостоли
Петар и двајцата родени браќа, Јаков и Јован. Зошто само нив тројцата, ако знаеме дека се 12? Затоа што Христос знаеше дека меѓу нив е и Јуда, од Кариот, предавникот Христа. Но за да не остане сам и потоа осамата и напуштеноста своја од Бога да не ја искористи за правдање зашто го предава, Христос благослови остатокот од светите апостоли да останат со него. И тргна на врвот од Таворската гора. Ние што сме имале благослов Божи да ја посетиме Таворската гора, знаеме дека таа необично голема височина за еден простор кој што е рамен со нултата географска височина на морето, бидејќи се работи за пусти безживотни предели. 500 метра надморска височина нешто значат во таква една географска атмосфера. За да се качите до врвот на гората треба голем напор, подвиг. Но без да се качите на врвот од Таворската гора, нема да се стекнете со можноста за богомислие. Христос сакаше своите ученици, а преку нив и нас, да не соочи со неопходноста од трудолюбие и богомислие. Нема богомислие без трудолюбие и трудолюбието е безсмислено и празно без богомислие. И така Христос ги качи на врвот од гората Таворска и треба да се каже ноќно време, не денски. Ниту сакаше да се открие себе си својата слава во подножието на планината, ниту тоа сакаше да го направи денски, туку во ноќта. Зошто во ноќта? Затоа што ноќта ја крие убавината на овој свет, која што има волшебно влијание врз нас, врз нашите очи, ни го одзема вниманието. Една птица, еден цвет, еден камен. Доволно е окото наше да го види и да го сврти своето внимание, својот поглед од на Христа кон овој свет. Затоа Христос реши да отидат ноќи, да го стави преубавиот свет од него создаден зад завесите на ноќта, но да ги отвори завесите на небото преполно со звезди, со светли, со небесна убавија. Во таква една атмосфера Христос допушти нему друштво да му прават старозаветните пророци Мојсей и Илија. Зошто, браќи и сестри? Зошто? За да ги побие лажните тврдења и учења на евреите дека Христос е еден од пророци. А сега сите видоа дека пророците се слуги негови, слуги на живиот Бог. И нема ништо еднакво меѓу него и нив, бидејќи Христос е неспоредив и со него не можат ниту пророците, ниту апостолите,
ниту најсветлите жители на небесниот град да се споредат, односно да се израмнат со него. Но сме повикани да се споредуваме со него во чинот и во процесот на растење и зрење на нашата човечка личност по мерата од растот на височината него. Имајќи ги двајцата старозаветни сведоци крај себе и разговарајќи со нив во присуство на светите апостоли Петар, Јаков и Јован, Христос им се откри на апостолите во сета своја слава. Неговото лице се постана посветло од сонцето, а неговите рува бели како снег. Таа мокна надцветлосна светлина апостолите ја доживеја како божествен примрак. Не можеа да ја гледаат со своите физички очи. И во тој момент, додека Христос разговараше со старозаветните пророци во присуство на светите тројцата свети апостоли, свето облак ги прекри сите. И се чу повторно сведочењето на Бог Отецот за Христа, кој што ни ја открива на сите сета слава Божја, дека е негов возлюбен син. И од нас бара почит спрема него и послушност спрема него. Послушност како доброволен чин наш, како наша слободна решеност да му последуваме во се. Да би станале малечки сонца на големото сонце, малечки Христоси на големиот Христос, малечки богочовеци по благодат на големиот, единствениот и незаменливиот вистински Бог и вистински човек Христос. Амин. Допире до него, оти таа е грешница. Му одговори Исус и рече: Сине, имам нешто да ти кажам. А тој одвети: Учителе, кажи. Исус рече: Двајца беа должни за мударац. Едниот му должеше 500 пенези, а другиот 50. Ама бидејќи нема тие да му вратат, тој им прости на двајцата. Кажи ми кој од нив повеќе ќе го милува. Симон одговори и рече: Мислам оној кој повеќе ми прости. А он му рече: право пресуди. И кога се заврте кон жената, му рече на Симон: ја гледаш ли оваа жена? Влегов во твој дом, тој не вода за нозите не му даде, а таа со соло не му води нозите и со косите своја ги истри. Тој не ми даде цели, а таа откако влегов не престана да ги цели на нозите мои. Ти со мирно ја помаза главата моја, а таа со мир ги помаза нозите мои. Затоа ти велам, неизи се простуваат многу гревови, оти не возлюби многу, а кому малку се простува, мала љубов има. Неизи пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе: кој е овој што и гревови опростува? На жената пак и рече: верата твоја те спаси.